Супер. Вие сте студенти прва година, втор семестар. Дали почнавте со другата настава, со другите предмети во овој семестар? Не. Немате започнато. Мислам дека официјално, барем јас според дописот што го добив, наставата треба да започне на 15 февруари, тоа значи вчера. Ако има изгледа нека печатна грешка на веб страната, пишува 10.2 или 102, не сум сигурен, но како и да е. Дали до сега користевте Zoom или некоја друга алатка за виртуелна училница во првиот семестар? Да. Што користевте? Zoom и Teams. Zoom и Teams, добро. Тоа значи дека сме искусни и знаете како и што треба за да се приклучуват. Вториот момент е ова е антропомоторика информации, јас ќе престанам со screen share, би сакал да се би сакал да се видиме, ако не е проблем. Не би било добро. Јас сум вклучен од две локации, на едната сум на слика, на другата сум негде на видео, мрдам би требало, најверојатно се гледаме. Супер. Најчесто, кога не беше корона, се запознававме на скијање со дел од вас, но сега ќе мора на овој начин. Ќе најавам дека предавањата ќе бидат снимени сите, како што пратив информација за претходната генерација. Например, колегата Давид Манасиевски е во фаза на спиење. ФФМ му пишува на тренерката, иако е на час, но добро, ладно му е, нека се покрие, не е проблем. Ќе ве замолам, сите што сте тука, додека слушате предавање, да се запишете во чатот на Zoom. Дали знаете каде се наоѓа чат? Долу, некаде, ако сте од мобилен, исто така би требало да е долу. Ви треба име и презиме. Ако може на кирилица, ако може, туку ќе мора на кирилица, ве молам да се подпишете. Георг Ѓорѓиев, прв, браво. Само не докажев. Не докажев, не се подпишувајте. Ке ми треба, сега ќе треба да ви избришам од почеток, па пак да одиме. Број на индекс. Не брзајте, да, не брзајте со име и презиме, број на индекс. Фала, колеги. Ајде, нека биде и тие што се подпишаа, не може да се избришат, нека стои име и презиме, број на индекс, отлично. Добро, се надевам дека имате и другите камери, дека сте вистински луѓе, не само пријавени на линк, за да може да се видиме. Се што имате прашање, ве молам да пријавувате. Се, јас се извинувам, гледам камера ми е од една страна, компјутер ми е на друга страна. Се надевам дека не е проблем. Ке искористам шанса, може би на крајот, ако не тогаш од наредните часови, било добро да бидете активни, да се вклучувате, за да може да се запознаваме. Минатаа година беше малку тешко, апан се нефати сите овој онлайн начин на предавање, но сватија колегите, малку е така, нели, непријатно, ама ваша генерација го искуси тоа 4-та година во средно училиште, дека тоа е тоа, новата реалност, па ќе мора на овој начин да ги изведуваме предавањата. Јас ќе ви задавам и практичен дел, вежби кои што ќе можете да ги сработите дома. Нели, не е тоа исто како на настава, но мораме да се прилагодуваме. Така да ве замолувам, бидете активни и користете ги предавањата, особено затоа што ќе се снимаат и можете да си ги преслушате. Значи, еднаш ќе ги слушате, сега сме во афект, не знаеме кој е човекот што зборува, почнува семестаров, нешто е ново, системов на предавање го запознавте од првиот семестар, но сепак е нешто поразлично од средно училиште и побарувањата. И затоа е убаво ако може да се навраќате на предавањата. Сега овој онлайн систем на предавање тоа го возможува. Се ни е снимено, јас ќе ги закачам на YouTube и ќе имате после тоа шанса да се навраќате. Ве мотивирам да слушате, не затоа што сакам мене да ме слушате, туку да ги слушате темите, за да може да
Пардон, кога ќе дојде моментот на проверка на знаење, што всушност е за мене не е некој многу битен момент, многу побитен е да научиме, а не да се проверуваме со знаење, е да може тоа проверка на знаење да ја поминете без никаков проблем. Но сепак кажувам, проверката на знаење не е толку битна. Битно е вие што ќе научите. Токму за таа цел, чисто на кратко, значи тука сме за предметот антропомоторика. Јас сум одговорен наставник на овој предмет. Така некој титул има таму водреден професор Владимир Вуксановиќ. Слушате во втор семестар, колку што се сеќавам, кредитите се 8. Што во однос на факултетот, ајно би требало да имате пријавено, би требало да по дефолт пријави, не знам дали ви побара во хартиена форма, мислам дека секоја генерација им бара во хартиена, можеби на вас не. Внимавајте дека треба семестрите да ги регулирате како што треба, на испит не може да излегувате доколку немате ајно пријава, но ајде тоа ќе го кажем понатаму. Моментално, тоа што е во ред, покрај што се гледаме, мене ми е дадена сега цела, вас ќе ве запознавам во тек на предавањето. Значи, кажав кој сум, што сум, некои мали генерали за мене, мислам дека да, на следната страна CV ви пратив, можете слободно погледнете. Факултет 2001-2 завршив, мислам дека втора. Да, втора овде е грешка. И запослен сум на факултетот официјално 2005 година, но 2003 година како помлад демонстратор, што значи така се вртам многу на факултет, многу години и сум во текст со работите што се случуваат. Запишан 97 иако студирав електро едно време, 2 години. Ама се откажив. Беше поинтересно ова. Покрај ангажманот на факултет, чисто за да знаете, би било добро, нели, со кого ќе зборувате цел семестар, е дека не е фалење, туку да ми искористите за моментите кои што може да ми искористите. Затоа ви кажувам. Значи, ова ми е така драга слика, ова е Гора Србљак, тенисер Македонија. Со него работам, Корас има сега, мислам, околу 23-4 години, со него работам од 11 години, како кондицијски тренер. Ова е некоја двојна титула, мислам дека земавме со работнички. Во тој период само во тој период после 2 години успеавме, барем јас, 3 титули да освоиме како кондицијски тренер. Значи, фудбал главен тренер не, како кондицијски тренер. Токму и предметот антропомоторика се однесува малку на ова што го зборувам, кондицијски тренер. Дел сум од сноуборд клуб Полар, иски сноуборд клуб Полар, што особено ми е драго затоа што можам да пренесам искуства кон вас кои сакате каква коинциденција, ова е Кире од сноуборд клуб Полар. Звони. Се слушаме, така? Само еден нека. Да. Супер. Зошто спомнувам? Затоа што вие како идни професори по физичко или тренери, една од целта е да водите и носите групи на зимски и летни кампови. И нашето или моето искуство со Полар е фантастично, затоа што успеваме да изменаџираме, например, дечиња, кај што треба да им дадеме да ги заљубиме кон снежните спортови. Да, можеби е тоа најдобар термин. Па носиме околу 100 дечиња во една смена, што е многу интересно, нели? Сум некој генерален секретар во Македонска асоциација на инструктори за снежни спортови. Сакам да скијам со мојата фамилија. Се занимавам со летање. Сум бил дел од спасителни служби на Кожув и така натаму. И за мотивација исто така, дека моментално сум запишан на една академија, го продолжувам своето знаење. Вика тука Data Science Academy, Brainster. Ова ви кажувам затоа што да ве замотивирам дека не е средното училиште врвот на нештата, на едукација, туку целиот живот е една едукација.
па би требало да ги искористите ефективно овој период на студирање, за да може да добиете што повеќе информации, да ги искористите тие што се платени да ви ги дадат информациите и да завршите оваа фаза за да може да почнете да го вреднувате или да заработувате од дипломата, што е многу интересно. Но за да може тоа да го направите, ќе треба да се вложи малку енергија во едукација и мислам дека ќе биде интересно. Да, ова ви го споделив, можете да земете комплетно CV за што се работи. Моментално на факултет излегува дека предавам 4 насоки, насока за физичка подготовка, насока за фитнес и бодибилдинг, насока за кондицијска подготовка, алпинизам и спортско качување и велосипедизам. И некој изборен предмет фитнес и бодибилдинг, но како и да е, стојам на располагање, постојано почитувајте, знам дека ќе почитувате однос на студент и професор, но јас сум расположен, на Facebook можете да комуницирате со мене, не ми праќате приватни пораки за било што. Пред да имате прашања, прашајте се 3 пати, можеби ќе ви дојде одговорот. Не ме прашувајте кога работа студентски прашања, не знам. Кога се пријавува, не знам. Професорот што треба да учам, не знам. Че овие сите работи ќе ви кажам сега и нормално е, ќе ги запомните и ќе си ги знаете. Значи, ако имате некаков проблем со нешто што се однесува во однос на темите, супер, ве мотивирам, прашајте на предавање, затоа што тоа може би го имаат како прашање и другите колеги, па ќе го разјасниме за сите и ќе биде интересно за дискусија, да не зборувам само јас на предавањето. Овој дел овде објаснува со што ќе се занимаваме во дел на овој, значи во целиот семестар и кои теми отприлика ги опфаќа антропомоторика. Деталната програма, мислам дека ќе ви ја споделам, точно предмет на програма. Исто така ќе споделам и 99% готов календар, значи што ќе работиме и кои теми ќе ги поминеме, но ќе ми оставите малку време, можеби до крајот мислам на почетокот на следниот час ќе имате деталната агенда. Генерално, ајде ќе кажам за антропомоторика. Две основни работи за да може да добиете представа. Антропомоторика ќе се занимаваме со моторички навики и со моторички способности. Моторички навики се она што може да го научите. Значи, не знаете да скокате на јаженце, не знаете да скијате, не знаете да скейтате, да возите ролери, да се качувате на карпи, не знаете да играте фудбал, кошарка или слично, но тоа ќе го научите. Тоа се нарекува моторичка навика, ќе зборуваме детално што значи автоматизирана моторичка навика. Процесот низ кој што поминува и кои способности помагаат на нејзе за да може да се формира. Вториот дел, многу поголем дел, се моторичките способности. Тоа се сила, брзина, издржливост, флексибилност, равнотежа, координација, прецизност, мислам дека сите ги наброев. За нив детално ќе зборуваме што е, пример, силината или силовите способности, како се дефинираат, колку видови на сила или силина или силови способности има, сила и силина се силови способности, па, например, ајде ќе скокнем на следна, значи, еве издржливост, дефиниција, што е, какви видови има, како се подобрува, во кои сензитивни фази од животот на човекот најмногу или најефикасно може да се трансформира оваа способност. Значи, уште едно за да веднаш добиете информација. Зборуваме за моторички навики, нови движења кои што ги учиме. Зборуваме за моторички способности, она што може да го вежбаме, не го учиме, туку го вежбаме. Зборуваме за, еве ќе почнам од овде од почетокот, за карактеристики на движечки способности. Ќе ја видите темата. Ги кажав моторичките способности и моторички навики. Значи, едното е, уште сега веднаш може да запомните, вежбање или трансформација, а другото е исто така некоја трансформација, но е поврзано со учење. Да научите да скокате на јаженце. Ќе зборуваме за антропоонтогенеза, ќе зборуваме за антропофилогенеза,
тестирање, една голема тема со која што ќе почнеме уште веднаш оваа недела, вие ќе почнете сами, ќе ви објаснам на кој начин, ќе зборуваме за терминологија, за фитнес апликации, што друго ќе зборуваме од темите. Ќе се задржиме на предметната програма и ова е само најава во оној делот за кој што можеме да зборуваме. Имате ли прашања некој до сега? Во однос на темите, можеби. Слободно прекинувајте. Ќе искористам во овој дел да прашам дали одговара да го задржиме вторник како термин, за сега еднаш неделно, можно е дека ќе го вклучиме и четврток, ќе видиме како ќе тече наставата, доколку има потреба, би го вклучили и четврток во истото време. Тоа е, значи, 6 часот. Дали сме окей со терминот вторник? Може. Супер. Инаку наставата беше планирана и доколку беа нормални услови да се одвива практично, 2 пати неделно да имате практично во сала настава, каде што ќе поминеме сите овие работи кои што ги зборувам сега, што значи учење скокање со јаженци, да го поминеме на во сала и да имаме еднаш неделно теоретски час, но ќе пробам да го склопам преку на овој начин теоретски предавања, да ги склопам сите и теми и идеи кои што ги имам за представување на темите на ваков начин. Па можеби ќе траат денеска, како што најавив, не повеќе од 40 на 50 минути, но наредните часови мислам дека ќе траат час и пол. Ќе видиме, ако нема концентрација, тогаш ќе ги поделиме во 2 дена, но јас би задржал еднаш неделно една тема, за да можете цела недела да имате да ја пролистате темата, да се спремите за неизе и слично. Ќе ви оставам некои книги и само ве мотивирам да бидејќи ќе имате достапна литература, ве мотивирам темата ќе ја знаете однапред, без затоа што ќе добиете агенда, ќе знаете однапред темата за која што ќе зборуваме и би било супер да можете да прочитате од литературата што ќе ви дам за темата која што ќе дојде. Можете да слушате предавање од минатата година и кога ќе дојдете на ова предавање, тогаш ќе ви биде, мислам, на овој семестар предавањата, тогаш ќе ви биде многу познато и само ќе ви биде повторување на она што веќе претходно сте го виделе. Ретко кој од вас пробува на овој начин, морам да признам, но после толку години искуство во учење сам на себе, сваќам дека повторувањето е секако мајка на знаењето, па затоа ако се спремите да дојдете на настава со веќе некои информации за темата за која што ќе зборуваме, тогаш многу едноставно ќе биде да разберете и да ми искористите да ме прашате за можеби некои нејасноти и на тој начин ќе се дали може да се точно, можам да те мјутнам, извини, Далибор, се извинам. Има некоја фонија. И на тој начин кога ќе дојдете спремни на предавање, тогаш само ќе биде еден вид на повторување. Техничкиот дел од испитот, најголем дел се предавање, на вас останува, вие сте студенти и процесот на учење тука е процес на студирање. Студирање значи истражување. Не може ние да ве тераме како наставен кадар да учите и да истражувате, треба од вас да дојде идејата. Ние да ве замотивираме преку предавањата, а вие да истражувате, да читате, па да читате и други истражувачки трудови кои што се објавуваат, не само професорот што кажал. Така да предавањата се замислени дека некој ја задава темата, дава иницијација на темата, но вие би требало да продолжите со студирање да изучувате. Не сувопарно да читам само една книга. Чекај да идам Google што ќе каже, тоа е наједноставно. Сири не ја прашувајте, нема да знае сигурно за моторички способности и моторички навики. Но после предавањата овде имаме еден дел кој што е двонасочен практичен дел. Тоа е делот испит, значи од оваа линија портокалова или жолта во лево се предавања, од оваа линија во десно имаме испит. Практичен дел и теоретски дел од испит. Практичниот дел од испит можете да го решавате и би требало да го решавате за време на предавањата. Тој што ќе го реши за време на предавањата ќе има право да полага теоретски дел во јунска сесија,
Значи во сесијата кога ќе имате вие право да полагате. Тие што нема да го средат практичниот дел, да ги исполнат нормите, значи да го поминат практичниот дел или да ги положат тестовите, тестирањата и нивните норми, тие немаат право да дојдат на теоретски дел. Уште од сега, јасно, за да имате информација. Значи, услов за влез на теоретски дел е среден практичен дел. И сега ќе ми кажат некои од колегите во генерација, ама професоре, ние положивме практично, тоа се бодува во теорија. Не се бодува во теорија. Ова е влез или ова е само врата на која што може да влезете во теоретски дел. А понатаму најбитниот дел е теоретскиот дел. Со тоа што ќе видите, дел од вас ќе заглават по искуство. Се надевам вашата генерација нема. Не е демотивирачки ова, туку е така, или да се кажам искуство, добра пракса. Лоша за некого. Дел од колегите ќе заглават кај практичниот дел, па нема да разберат како се изведуваат тестовите, па нема да разберат кои се нормите и слично, па ќе се враќаме и така натаму. Но без поминат практичен дел, уште еднаш теоретски дел не може да се заврши. Ај сега кога сме веќе кај тестирањата, тогаш ќе искористам овде само да ги испрезентирам тестовите, сите, кои што во нормални услови ги користиме како батерија на тестирање во антропомоторика. И сега, од деснава страна се нацртани на некој начин. Мислам дека курсорот може да го видите. Па овде под број 1 е скок во далечина. Овде не сум ги ставил поред. Добро, скок во далечина во текстуалниот дел од левата страна е под број 3. Ај ќе почнеме од овде. Склек на разбој. Склек на разбој е број 2. Склек на разбој може да видите дека го има и кај колегите и кај колешките, како барање. Во оваа колона може да ги видите нормите кои што се, но сега прво би ги објаснил тестовите. Склек на разбој, ова е склек на разбој, се извинувам. Да. Значи 3-1. Второто е згиб на вратило. Ај од почеток. Мислев дека зборувам за згиб, сум зборувал за склек. Значи, склек на разбој кај колегите, а склек на под кај колешките. Правилна изведба можете да најдете, слушате убаво, по книгата на Никола Курелич, Структура и развој деце и омладине. Ќе ви ја споделам и книгата. Таму има една батерија од 50 на тестови и ќе видите во предавањето за тестирање што значи тест, што значи вежба. Многу различно е. Вежбата не може да биде тест, но тестот може да биде вежба. За да декларирате нешто дека е тест во моторика и во било кои други полиња, тогаш таа метода на проверка на нештото, на знаење или на способноста, која што се нарекува тест, треба да помине низ некој филтер и да покаже дека има добри метриски карактеристики. И се овие тестови овде се одбрани на база на тоа дека имаат добри метриски карактеристики. Тоа значи дека се тестирани на поголема популација, направени се некои математичко-статистички методи за проверка дали склекот на разбој дава информации за силината на рацете и раменскиот појас во репетитивни услови. Дали скокот во далечина дава информација за силината на нозете, всушност која силина на нозе, експлозивната силина, затоа што има субкомпоненти во моторичките способности. Па, например, длабок претклон е тест за флексибилност на задната регија на мускулите од телото. Ќе ви покажам како се изведува, го има тука длабок претклон, да. Значи, во стоење, со исправени коленици, ајде ќе зголемам, може би не се гледам. Супер. Значи, ова е длабок претклон, во стоење, со исправени коленици, одите во претклон, значи долу и треба да се допре до одредена линија. Некои нема да можат да ги допрат ниту колената, некои ќе можат под нивото на нозете да пробијат некои 10-15 сантиметри и тоа е разликата за флексибилноста. И сега поентата е дека овие тестови имаат добри метриски карактеристики, па може да тврдиме дека да прават разлика помеѓу испитаниците. Но повеќе за тестирање ќе зборуваме во следната тема. Значи, уште еднаш, имаме склек на под за колешките, број 3. Склек на разбој за колегите, број 3-1.
правилна изведба ќе ви покажам како се изведува. Имаме скок во далечина од место, потоа имаме згиб. Значи скокот е и за колегите и за колешките, згиб и за колеги и за колешки. Без разлика што колешките 80% не може да направат ниту еден згиб, но имате доволно време. 16 февруари, испитот ќе биде во јуни. Сега да почнете да вежбате, колеги и колешки кои што не можете нормата да ја исполните. Ајде ќе ја вратам нормата. Нормата за згиб на вратило кај колешките е 2. Значи само 2 згиба треба да направите. Или кај колегите кои што не можат 10, сега да почнат да вежбаат, ќе може да ги исполнат овие норми без никаков проблем. Има еден тест кој што е за абдоминална мускулатура, мевни мускули, жаргонски кажано стомачни, иако не се стомачни мускули, стомач на англиски е желудник. Значи ние не работиме вежби за желудник, ние работиме вежби за абдомен или за мевни мускули, мев. Мев и стомак. Значи мев и желудник, различно е. Но се изведува на тој начин што испитаникот кој што се тестира треба е седнат на ниво различно, 40 сантиметри од подот и треба да се спушти долу. Овие тестови дел од нив ги кажувам само за да имате информација што значи тестирање, но нема да ги изведувате. На слика број 5 е тест за грбна мускулатура, која што се изведува исто со помош на партнери, затоа нема да ги барам тие што со партнер, очекувам дека нели корона е, избегнуваме контакти, асоцијални сме во периодов и затоа не ќе пробаме да сработиме некои тестови кои што можеме сами да ги сработиме. Значи, склек на разбој, згиб, скок, подигнување на трупот на шведска клупа, мевни, грбни, длабок предклон го објаснив и Куперов тест. Тестовите се сите исти за машките и за женските, за колегите и за колешките, сем склекот на разбој ке машките, склек на пот. И сега знам дека ќе добијам, и покрај ова што го нагласувам, ќе добијам од некои колеги, особено видеа, ќе ми праќате видеа, ќе ви обяснам како, ќе добијам видеа со изведба на склек на пот. И, професоре, добро е, правам 100 комада. Не е добро. И сега додека сватиме што не е добро, дека всушност колегите прават склек на разбој, а не склек на пот, помина месец дена. Затоа слушајте ги убаво предавањата и побарувањата и никаков проблем нема да има. Во јуни ќе се поздравиме, ќе дојдете, ќе земете оценка, ќе се видиме на кратко и тоа е тоа. Не објаснив за Куперов тест, бидејќи и за колегите и за колешките, тоа е тест кој што се изведува во трчање. Тестот вели вака. Слушајте добро, затоа што ќе можете да пробате, ќе треба да пробате следната недела. До следното предавање. Куперовиот тест се изведува на тој начин што треба да се трча, не да се вози велосипед, не да се планинари, туку да се трча по изохипса, значи по линија што има иста вертикална висина, што има иста височина. Тоа значи на рамно да се трча, поред кеј, на стадион, некаде каде што имате иста алтитуд или иста височина надморска. Трчате во период од 12 минути. Секој во свое темпо. Значи, треба да пробаш да собереш што повеќе метри. Како ќе ги соберам? Со Strava апликација. Имате информација за Strava апликација? Или некоја друга? Има Adidas, има Nike, има што ја знам, Puma може да има. Ако најдете Chevrolet апликација која што може да сними со GPS што вие ќе поминете, како метри, супер, користете. Битно е дека треба да најдеме апликација која што може да го меморира на нашиот мобилен. Сигурно имаме сите мобилни, ако некој нема, нека ми пише во приват, мислам смартфони. Ако нема, пишете ми во приватна порака, ќе се договориме, почитувам и тоа. Има некои мои пријатели кои што немаат мобилни телефони. Но доколку имате, се надевам сите имате, искористете некоја од овие апликации која што може да меморира, кога ќе трнам да трчам, да стиснам старт, да меморира колку по база на GPS, колку метри сум поминал, во метри, не во километри, ајде може во километри, и кога ќе застанам после 12 минути да стиснам стоп да ми покаже дека времето е 12 минути, не повеќе,
и дека сум поминал толку и толку метри колку што сум поминал или сум поминала. Дали е јасно ова што го кажувам? Ако не е, слободно кажете ми, не ми е проблем да повторам уште еднаш и неколку пати ако треба. Јасно. Јасно. Супер. Овој тест ќе го обработиме подетално, можеби е тест за проверка на VO2 максимум. Еве ви една домашна. Пробајте да најдете што е тоа VO2 максимум. И тестот е за проценка, значи не за мерење, туку за проценка. Ние не ги мериме моторичките способности, ги проценуваме. Зошто? Затоа што не мериме колку ни е VO2 максимум директно, или тоа е максимална кислородна потрошувачка, значи колку може да примиме кислород, всушност да го искористиме кислородот, не како волумен во белодробје, туку како волумен кој што може да го втиснеме во крв. Тоа е максимална кислородна потрошувачка. Значи не ја мериме директно да видиме колку кислород може да прими телото, туку мериме индиректно. Проценуваме преку мерење на метри, затоа се вели проценување. Значи трчате 12 минути, треба да соберете што повеќе метри. Ако трчате recovery или ако трчате со метод на опоравување, тогаш нема да соберете повеќе од 1000 метри. Тестот е Vitamax тест, би требало да се проба, значи да се запне што повеќе да можеш да истрчаш. Внимавајте, ако трчате сами, првин се надевам дека сите сте во добра здравствена состојба. И имате лекарски, правевте лекарски за запишување на факултет? Не ни побарале, мислам дека тако нешто. Ајде, нема некој друго искуство, лекарски не ви побара за прием? Не. Не. бара. Корона, најверојатно. Значи, до сега сите студенти... Мислам дека само на вонредните му им побарале за лекар. Како и да е. Кога јас како тренер или наставник ако задавам тестови на некого, би требало да очекувам дека испитаникот од другата страна е студентот или спортистот или спортистката се здрави. Значи, молам, почитувајте го вашето тело и ум и имајте во предвид дека ако сте настинати или знаете за некаков медицински проблем дека е контрадикторен со некој од тестовите, не го работете, нели? Здравието е многу побитно. Но супер е да се провериме, да пробаме, па ќе се споредиме, да видиме што, како, па некој што нема да може да изведе некоја норма, значи да достигне, кај него или кај нејзе ќе има најголем ефект ова батерија на тестови. Зошто? Затоа што прашањето ќе биде, па како ја да го подобрам ова? Тоа како да го подобрам, всушност ќе биде целта на една 80% или 70% нека биде проценти, цел на овој предмет. Значи, како јас да ја трансформирам мојата моторичка способност, која што сакам да ја трансформирам. Значи, тоа е целта. И сега накратко го објаснив Куперов тест. Би сакал да објаснам како изгледаат тестовите, останатите тестови. Професоре? Ајде, може, слободно. Кажи. Спинам за Куперов тест. Ова што пишува 2700 метри. Треба за 12 минути да истрчаме 2 км и 700 или што е можно поише? Супер прашање. Сите тест, дали ако може да скокнете 3 метри, а вие скокате 2 метри, е тестот веродостоен? Дали тестот ќе ја процени вашата способност за скок во далечина? Не. Точно. Значи, овие тестови, сите тестови, кога се задава некој тест, се очекува дека тоа што се тестира субјектот или објектот што се тестира, се очекува дека ќе го однесеме до крајните можности, за да видиме тој колку може. Значи, јас дома, ако седам и кога гледам како се качуваат на Еверест, ја утре можем да трнам и да се качам на Еверест. Ама кога ќе дојдам на моментот за качување, тогаш малку потешко ќе биде. И затоа треба да се провериме. Прашањето е супер. Значи, треба, како што кажав на почеток, не да истрчате 2700 и да застанете, туку треба да истрчате колку што можете за 12 минути. Значи, колку што можете метри да соберете за 12 минути. Некои ќе можат, кај колешките е 2400, да не заборавам, некои ќе можат 2700, некои ќе можат 1500, некои ќе можат 3500, имаме рекорд, мислам дека 3700 метри за мотивација. Минатата година, да, мислам дека беше минатата година. 3700 или 3800,
Филип. Колегата се занимава со skyrunning. Знаете што е skyrunning? А за колку минути? Па колку е тестот минути, сега кажав. А па не знам, не сум слушнал. Па како кој зборува Марко? Марко, сега објаснам Димитар, како ќе го изведеш тестот? Како ќе го изведете тестот ако не знаете за колку минути? Затоа ви велам следите ги предавањава, не бадијала зборувам. Значи за 12 минути се изведува тестот. За 12 минути би требало да соберете што повеќе можете метри. Се заглавивме кај Куперов тест, интересен е. И кај другите тестови истото се однесува. Тоа значи дека ако сакам да проверам дали мојата или способноста на клиентот е во каква е, тогаш ќе треба тој да изведе или таа да изведе нешто што е блиску до Vita Max, значи до максимално оптоварување. Истото ќе се однесува, само да ја најдам видеото за да можам да ја пуштам. Истото ќе се однесува и на тестовите за згиб склек, истото ќе се однесува и на тестовите и на тестот за Куперов тест. Само да видам ова. Супер, мислам дека ќе се гледа сега. Океј. Ова видео ќе ви го споделам, ако не сум го споделил до сега. Побарувањата за предметот остануваат само на згиб, склек, скок. Не треба скок. Згиб, склек и Куперов тест. Можете и скок да се истестирате ако сакате. Да, можеме и скок да го ставиме. Ајде да видиме кој од вас ќе проба скок. Како се изведуваат? Имаше минатата година вака слики, видео им покажував на колегите и еден од колегите вика да искокавме со јаженце. Тоа батето што скока со јаженце, може да ни го пратите? Може би ви личи на мене, може би не, ама тој сум. Значи згиб, може да приметите правилна изведба. Нозете не ги гледам, не се ни битни. Лактите треба да се испружени скрос. Ова важи и за колегите и за колешките. Значи, лактите се испружени. Тоа е почетна положба, не е крајна. Ова е почетна положба. Видовте како почнав? Значи, почнав со наскок и не тргнувам веднаш горе. Туку, после одредено време, ќе тргнам. Ајде уште еднаш, за да не... Значи, наскок, супер. Рацете се во потфат, морав да прекинам, се извинувам. Ова е потфат, по гимнастика најверојатно учевте, колку што можевте. Не е надфат, значи од оздола се дланките. Потфат. Уште еднаш. Хоп, причекувам. Одвоен сум од земја и сега почнувам. Хоп. Брадата треба да помине над пречката. Тоа е крајната положба. Ако не помине, не ги бројам. Океј? Кога се спуштам, гледате до каде. Лактите се испружени скрос. Значи не половинки, туку лактите се испружени скрос. Следно, повторно одам догоре и повторно се спуштам, лактите испружени. Неправилни положби. Ова не е склек. Ова е проба за склек. Видиш, мафтам со глава. Ова не е, за згиб зборуваме, не за склек. Ова не е згиб. Ова се, ајде уште еднаш. Ова се проба за згиб или полузгибови. Значи ова не се згибови. Се додека не изведете како што треба, нема да ги бројам згибовите, ниту склековите, дали се на разбој или на под, ниту метрите. За метрите и вие ќе имате информација всушност. Ајде уште еднаш. Догоре и до долу, не допирам нигде. Значи не се одбивам од земја, немам контакт никаков со земјата. Неправилни положби. Најчесто се случува, втората е одоздола, па не може да се кренат догоре, па се спуштаат со половинки. Значи тоа се неправилни положби. Склек на разбој. Може да најдете било каков разбој, има многу, за мотивација ви кажам, многу добри варијанти минатата година, каде што колегите пробаа на вистина во некој живее на село, каде што нема не само село, и во град ги изедоа овие справиве поред кеј ги разнесоа.
за старо железо, но некогаш не може да најдете справа. Ако имате услови во некоја сала или некаде, но не ве форсирам, значи поентата е да се снајдеме, тогаш успеа со многу едноставни монтирање на притки или на на шипки, успеа изгиб да изведат и склекови да изведат на разбој. Значи правилна положба, се спуштам скоро една педа, раменицата до притката. Океј? Ова е крајна положба, почетна положба е горе. Почетна положба, лактите се испружени. Океј? Ај уште еднаш да видиме. Само малку. Хоп. Хоп. Значи горе до долу. Ова е неправилно, исто како ке згибот. Половинчиња не важат ни од озгора надолу, ниту од доздола нагоре. Значи не важат. Правилна изведба е ова. Супер. Склек на под за колешките. Што е многу битно, значи секој има своја анатомија како е поставен и така натаму, стопалата не мора да се споени, не се опишани всушност во тестот дали се споени или не, тоа е многу интересно и затоа ја кажувам не мора. Ако е нешто опишано во тестот како што е опишано кај згиб дека брадата мора да помине над притката, значи над вратилото на кое што се држите, тогаш тоа мора да биде, инаку нема да ги исполните условите за изведба на тест. Овде вели дека не мора да бидат стопалата споени, телото треба да биде рамно, не треба да има грбка, ќе ви покажеме неправилни положби, рацете се во нормална широчина, секој испитаник според себе, не се прибрани, туку се нормално расширени. Кој мускул се вклучува ако ги приберете рацете? Значи една до... Кој уште еднаш? Трицепсот мислам дека. Значи тоа се мускули екстензори на лактот на зглоб, да. Најмногу се вклучува трицепс. Како се вика трицепс? Анатомија учевте. Латинско име, Никола. Не се сеќавам, професоре. Учевте анатомија, така? Да. Како се вика коската горе на надлактот? Хумерус. Добро. Значи, почетна положба долу, крајна положба горе. Гледаш напред, за да не се појавува грбка, неправилни положби. Така ви текнува, сте виделе и тоа. Неправилна положба. Тој што не може да изведе, но правилна положба е она која што ја покажав. Не ова. Ке си го погледнете видеото пред да се тестирате. И што е интересно, што вие на крајот ќе треба да ги снимите овие работи и да ми ги пратите. Можете на Messenger слободно. Може и ќе најдеме друг систем на праќање. Кога ќе се снимите, не ги праќајте веднаш, видете ги дали е во ред, споредете со ова што ви го покажувам јас. Ако не е во ред, не ми го праќајте, затоа што нема да помине. И ќе се враќаме така, мислам, не со вас, не со ваша генерација, се надевам нема да биде тоа така, но ќе се враќаме со другите генерации, се враќав. И тој ми убедува дека е добро, и јас го убедувам дека не, и после на час ќе го пуштиме колегата или колешката и да кажеме, ај сега сите оценете дали е добро или не. И испаѓа на крај дека не е добро. Јас сум секогаш на ваша страна. Значи, ако може да помогнам некаде и ако нешто фали, а може да помине, ќе помине. Немам причина да дозволам да не поминува. Чисто скок во далечина, ова е некоја импровизација, инаку се изведува со скок од оскошна штица. Тој тест што ние го работиме. Постојат и други тестови, ќе видите во делот на тестирање, се постојат електрични платформи со на метод на инфрацрвени зраци, например OptoJump, кој што проверува експлозивност, проверува правилна поставеност на стопалото, па дали има неправилно газење или има правилно газење. Јас се извинувам, само на кратко ќе морам да интервенирам, пошто сме нели сите по дома. Ќерка ми и жена ми имаат домашно. Ама многу гласно работат, се извинам. Значи, поентата е дека, ова го покажав затоа што некои го изведуваат со скок во место, па после му скокнуваат, но се изведуваат, значи,
колку што можете одскок во далечина и така натаму. Грбните и да, не се прикажани грбните и мевната мускулатура, но мислам дека со овој дел ние ќе исполниме еден дел од практичниот влезен испит и ќе ги исполниме побарувањата и ќе ви биде интересно, ќе си пробате нешто. Минатата година, особено во ние карантините, колегите, морам да кажем дека 80% беа активни со се. Дури ме прашуваа како се подобрува и така натаму. Значи, Куперов тест ви треба скриншот. Изберете патека вие каде што сакате. Немојте плаќате за атлетски патеки да влегувате. Поента дали ќе биде кружна, дали ќе биде виугава, како змија, дали ќе биде права, останува на вас. Не можете да трчате каде што има семафори, нели семафор ќе ве застане, одберете си мирно место, може во кругови да биде, сеедно, ако не е во шума, уште подобро, затоа што не знам во мобилните телефони каков контакт прават со GPS сателитите. Така да може да се случи да не меморираат како што треба. Пробајте си еднаш било која апликација што ќе симнете, искомуницирајте меѓу вас, ако некој има проблем, јавете се ке на следното предавање, не понатаму ќе искомуницираме за некоја апликација како се симнува. Ја ќе користам Strava, не за друго, затоа што права беше таа што некако се појави, ја инсталирав и си ја користам чисто за мене кога практикувам некое трчање. Но поентата е, не почнувате веднаш да трчате и да вклучите апликација, туку искористете, дајте си период да научите апликацијата како функционира. Па пробајте во одење некаде пешки кај што одите, уклучете, па да ја стиснете понатаму да видите што ви дава. Па на некој од колегите им даваше во јарди. Значи, наместете ги системот на мерки да биде на европски систем на мерки, да не биде во метри, не во јарди или што имаше јазли. Нели, некој такво. Тоа е за Куперов тест, скриншот ми треба од тоа колку што сте истрчале. Значи, веднаш ви кажувам, ви верувам дека вие сте трчале. Инаку можам да не верувам дека вие сте трчале. Тоа останува на вас. Се надевам дека сме студенти и нели има разбирање во овој дел, дека вие ќе пробате вистински да направите тоа што треба. Склек на разбој или на под изгиб на вратило се снимате. Ми праќате видео. Јас сум обврзан дека видеата не се користат во никакви други прилики и искрено јас го гледам видеото, не го ни симнувам. Морам ова да го кажам како заштита на авторски права. Модерна. И значи само ставам оценка во табела. И толку не ме интересираат понатаму видеата. Единствено што направив минатата година, можеби ќе вас ќе направам истото, дека извадив скриншотови, ако правам една сублимација на ставата како изгледала, ви пратив линк како изгледала на ставата, па чисто за приказ. Инаку било како би требало да видам кој е колегата или колешката која што работи, затоа што се пак онлайн настава и на некој начин ете да се провериме. И во овие два дела, во овие два теста, да, ми треба видеозапис од вас. Ми треба видеозапис, особено кај згибовите, но и кај склековите, не како работат само лактите, туку целата фигура на човекот или човечката која што работи. Значи, дали ќе биде трипод, дали ќе викнете другарче или другарка или некој од фамилија да ви помогне, да ве сними од страна, нека не се тресе тоа, уредот кој што снимате, треба да се гледа целото движење, значи да гледам и долу дека не се допира на згибови и горе да гледам и не да оди камерата вака, застанете се негде од страна, значи целото движење да ги пробајте еднаш, пробајте уште еднаш, не е никаков проблем. Видете дали е добро, видете дали вас ви се допаѓа видеото. Не мора да се снимате веднаш да ми покажете дека можете машките да изведете 5 згиба. Не врши работа тоа. Значи ако не пробајте се, ако можете да направите 10 правилни згибови минимум, значи минимум, тога снимете се и пратете. Но ако можете да направите повеќе од 10, направете 20, направете 30, направете 100. Затоа што, како што праша колегата, кај Куперов тест, целта е да видиме колку можете максимум, па тогаш ќе направиме разлика помеѓу вас и некој друг или друга колешка.
колешка со колешка, колега со колега. Така се споредуваат, не може да се споредат на друг начин. Може и во нешто друго, ама ние не можеме на овој начин да споредиме две популации, машки и женски. Значи, уште еднаш, тестовите ги изведувате до максимум. Ако можам 100 згиба, правам 100 згиба. Ако можам 100 склека, правам 100 склека. Ако можам 120, нели, разбирате што сакам да кажам. Видеата треба да се снимени убаво, читливо, за да можам да ги прегледам. Ако има ли некој што нема Facebook или Messenger? Што ме се увате? Ме слушате? Се слушаме? Да. Добре. Да. Не прашав одамна. Драган Начевски. Добар ден. Добар ден. Прва година? Како? Прва година? Да. Многу рано сакаш да кажеш. Никогаш не е доцна. Јас пишав таму првиот слајд дека јас сум студент на една академија. Така. Супер. Заврши со играње или не? Да, тренер сум сега. Кога заврши? Пред 3 години. Кога се дружевме ние? 2011. Тука негде, да, 2000. Металург, така? Металург, да. Супер. Случајно Кога мисле се? Опа. Да, тоа е една од трите што ги покажував со прсти. Се однесуваше на купот. Добро, супер. Одлично, баш ме позитивно изненади. Браво. Значи, гледајте да бидат читливи видеата, а можете да ме најдете на Messenger, Владимир Вуксановиќ, кирилица, со Ќ. И да, можете тамо да ми ги праќате видеата. Нема можеби да ви одговорам веднаш, затоа што ако пратите 30 луѓе одеднаш, ќе треба да прегледам, ќе ми треба време. Но како ќе праќате, така ќе прегледувам. Тие што ме немаат за пријател, можете да ми пратите видео, но мислам дека месенџерот ќе ми ги сокрие пораките, ќе ме потсетите на следното предавање дали сум прегледал. Океј? Јас ќе ви споделам линк со Excel табела каде што ќе бидат внесени сите ваши показатели и податоците се јавни. Зошто? Затоа што ако не беше корона, тогаш ќе работевме во сала и во сала сите ќе бевте оценувачи, не јас. Ќе кажевте кој колега или колешка колку правилни изведби има на тестот што се бара и дали поминува или задоволува услови или нормата дали ја поминува или не. Затоа бројките се јавни и мислам би било од помош ваша за да си знаете што грешите и каде треба нешто да се поправи. Јас за тестирање и овој прв дел од испит мислам дека понатаму нема да зборувам повеќе. Единствено ќе коментираме индивидуално ако некој има некаква забелешка на мојата проценка за тестот. И тука би завршил. Имате ли прашање нешто за овој дел? Значи 3 теста. Склек на разбој за машки, згиб на вратило и Куперов тест. За колешки. Склек на под, згиб на вратило и Куперов тест. Океј? Професоре, Ајде, може. добро вечер. Добро вечер. Сакав да ве прашам, имаме рок до кога да ви пратиме видео? Да, имате рок. Пробајте оваа недела да се истестирате, да пробате нешто. Значи, уште можете вечерва да пробате нешто, да пробате, не да се снимите. Можете утре да пробате да направите згибови склекови. Можете и Куперов тест да пробате утре. Значи, тоа ви е како дел од практична настава. Ние имаме 2 или 3 часа во реални услови за практична настава. И тамо сите го пробувате, изведбата ја правите, па некој се коригира или не. Значи, пробајте првин дали можете и или не можете. Ако можете, следниот пат кога ќе пробате, ама дајте си барем 24 часа пауза, затоа што ако направите склекови или згибови до отказ, тогаш да, од прва ако направите нема да се потрошите многу, ако пробате уште веднаш после 5 минути нема да можете да направите изброј, дефинитивно. Можеби после неколку часа ќе можете да направите изброј, но ја ви препорачувам ако денеска пробате и ви гледате колку можете да направите, тогаш и сигурни сте дека можете да ја поминете нормата, снимете се следниот ден или ден преку тоа, во ред. Но за следното предавање кој што ќе биде следен вторник,
ве молам не до предавањето, туку значи барем ден-два пред предавањето. Ова е активност која што ќе ви земе 30 минути за Куперов тест и вкупно 5 минути за едниот тест и 5 минути за другиот тест со одмор. Значи за 40 минути, еден наставен час, можете да ги изведете овие 3 теста. И пратете ги, баш ќе ги скомуницираме. Ако даете дозвола, може да покажам ако има неправилни, се надевам нема да има, се надевам сите ќе бидат правилни, значи не ми праќајте неправилни видеа, ве молам. И Куперов тест не мора ми пратите ако не сте исполниле норма. Не ми праќајте, да. Само ќе ме оптеретувате за да ги проверувам и лош печаток се останува. А ако не можете да направите нешто, не праќајте, ќе ми јавите на предавање. Дали е јасно? Да. Супер. Имаме некој друго прашање? Професоре, Може. сакав да ја прашам само од прилика ова што е трчање, во кое темпо би требало за да го стигнеме 12? Колку Не посто можам- така од прилика, да ми кажете? Нема посто или процент од што? Е прашање за неиспит. Ми вика Од брзината на трчање. имаш уред со кој што ќе ја провериш брзината на трчање? Па не, али од прилика, зашто скоро трчав и за тоа. Од прилика не Па правиме на ништо. апликациите пишува колку брзо се трча. Тоа е една метода, но сакам, поентата ми беше дека од прилика нема ништо. Во фудбал, еве, Драган може да помогне, или другите што тренирате, ќе ви кажат, се случува трчај со 70%. И sad ти викаш од што? Тој што знае, прашува од што 70%? Абе, трчај сега од тоа што може 70%. Тоа е тренинг од джеб. Не може да поставите така тренинг, ниту па ја да ви кажам колку да трчате ако немате некој уред. Првото прашање што ве прашав, имате ли уред за проценка на што? Ај рековте брзина. Не можев да ви кажам процент од брзина, затоа што не знам кои се вашите капацитети, но можем да ви кажам ако имате уред од типот на срце, монитор на срцева фреквенција, тогаш можем да ви кажам со колку да трчате. Но ова е тест. И тоа го објаснив. Тестот предпоставува дека вие ќе се наместите да пробате да соберете што повеќе метри. Значи, ако сакате да соберете што повеќе метри, тогаш треба да пробате да трчате максимално брзо. Е сега, трики е што? Што не можете спринт да трчате 12 минути. Така? Апсолутно не може. Спринт се знае колку се трча. Креатин фосфатните резерви во телото 6, 7, 8 секунди, 10 секунди кај некого добро тренирани. Овие рекорди што поставуваат на 100 метра, тие се во креатин фосфатна алактантна фаза на трошење на механизми, на трошење на енергија или користење на механизми. Значи за ова се ќе зборуваме по антропомоторика. Така да брзината на трчање е ваша. Ја споменав, ако пробате да трчате многу лесно, ништо не сте направиле. Треба да се напнете малку. Значи да пробате 12 минути да издржите што побрзо да трчате. Ете таква дефиниција ќе ви кажам. Не тренувајте со спринт, затоа што после 100 метра, мислима случајно, кај колешки и колеги, повраќаат. Ова не ве демотивирам, туку ви кажам дека треба да ја најдете вие вашата брзина. Не е проблем да пробате еднаш, пробајте уште еднаш, пробајте неколку пати. Значи да видите колку можете, целта е да стасате да за 12 минути да соберете што повеќе метри, значи да трчате што побрзо, за да може да соберете што повеќе метри. Уште еднаш ќе кажам, здравието е најбитно на свет. Внимавајте ако имате некакви проблеми со некој орган или нешто, тогаш подобро е да не практикувате ова отколку да трчате. Имаме некој друго прашање? Јас би му одговорил на колегата. Ајде, Мартин. Значи, ако трчаш со 5 минути, со 6 минути на километар, за 12 минути ќе истрчаш 2 километри. Сега ти не си да понатаму колку брзо треба да трчаш или спор. Да, ама види, целта е, фала, Мартин, целта е дека не може да мерите во тест, тоа е трики кај прашањето, не можете во тест да мерите со колка брзина да трчам. Ти во тест трчаш, тоа е исто како да ви кажам од полициска станица подводно треба да се качите за 45 минути до скалите на пленарскиот дом на врв на водно. Или за колку што можете вие. За рекорд е 30 и нешто минути на оние прв до врв.
што одат. Што значи секој во своето темпо си трча и тука се мести телото, не може да ја кога е тест не може да зададеш параметар со кој што ќе кажеш дека ќе трчиш. И овие нормиве што ви ги кажувам сите се фаќаат на тоа 10 и ќе има видеа каде што тој може да направи 30, ама ќе застане ке 10, го мрзи. Или не разбрал дека треба да направи 10 повеќе од 10 до отказ. Он видел 10, му рекле, абе 10 е за поминување и толку праќа. И ако приметам таква случка и таа ја враќам, затоа што од искуство се приметува кој може да направи многу повеќе од 10, а кој не може да направи ниту 5. Имаме уште некој друго прашање? Ако немаме, тогаш треба да поминам на најинтересниот дел. Тоа е теоретскиот дел од испитот или учењето. Основна книга која што ќе ја добиете е Антропомоторика од професорот доктор Јован Јовановски. Тој е мој драг колега, ментор, кој што е во пензија неколку години веќе, пријател, многу добар. Скоро секој ден се слушаме. Имате прилика, можност да ја добиете книгата во електронска форма во PDF со посвета од професорот. Значи, на Антропомоторика не се продаваат книги. Јасно и гласно. И не коментирам повеќе ништо. Книгата добивате во PDF и основна книга за учење. Постои основи на психомоторика практикум, кој што го користевме за практичната настава, но за жал го немам во PDF него. Интересен е многу, ако можете да го набавите, би било добро. Мислам дека книгата, ако ви интересира во хартиена форма, во печатена форма, може да се најде во скриптарата кај нас. Ке проверам и со професорот дали негде има. Имаше во студентски збор, ама за жал студентски збор, колку што разбрав, не работи веќе. Држете се до книгата. Предавањата ќе бидат сите по темите и по содржината од книгата Антропомоторика. Ова друго што го гледате се некоја литература скромна која што јас ја имам, ја поседувам, дел од нив ги имам во PDF и се по заштита на авторски права не би требало да ги споделувам никако, но во однос на студирање ќе пробам да тоа што можам да го добијам ако нешто ви интересира. Сликнете, јавете ми и ќе ви споделам. Всушност ја ќе ви го споделам целиот фолдер со сите книги што ги имам во електронска верзија, па може ќе искористите нешто. Ево овде на пример има Norms for Fitness and Testing. Многу интересна книга каде што има многу тестови. Што треба да направите со нив? Мислам дека и оваа ја имам во електронска форма. Lifespan Motor Development, супер книгиче кој што кажува како се развива моториката во различни периоди од животниот пат на човекот. Motor Control и Learning е исто така стара книга, има дополнување на изданија. Се што сакате да опфатите за skeletal muscle, за скелетната мускулатура, но ја немам во електронска форма, морам да пријавам. Има некој стретчинг, ако ви интересира што значи припреми на висина и така натаму за Циорски. Ова име е великан во физичката култура и во спортот. Владимир Михајловиќ Зациорски. Од него имам една книга на српско-хрватски. Мислам дека е лоша копија, но може да се најде во фолдерот што ќе ви го споделам. И така натаму нешто, некои тренинзи и примери на вежби. Ова не е за вас, ова е за магистериум. И тоа. Значи овде како што кажува имам плюс уште некои десетина книги кои што се на српско-хрватски, супер литература, Марија Гајич, јас од неј заучев до ден денеска важи. Зациорски има фантастични информации во тоа книжуле, 150 на страници, но е супер книга. Имам и книга Биомоторика на албански, доколку некој има потешкоти со зборувањето на македонски. Можете да го полагате испитот на англиски, што е до мене, нема никаков проблем, битно да се разбереме. И сега сакам да ви кажам дека еве ви литература, еве што треба да направите, ќе имате и предавања. Ми давам и предавања од минатата година кои што се онлайн и можете како подкаст на вечер, ако не излегувате некаде или не знаете што да правите, ставете си ги и слушате си едно предавање, ќе добиете некоја информација за тоа. Ваша работа е што? Некој може да ми помогне. Што е ваша работа у цела оваа приказна?
Дали се слушаме? Хјустон? Хјустон? Имаме проблем. Што е ваша работа во целава приказна? Дали се слушаме? Да се слушам. Супер. Што е ваша работа во целава приказна? Никола. Да научиме што повеќе од часот. Да студирате. Ваша задача е на сите и моја Да со вас да студирате. Значи не да учиме, да студираме. Затоа што ако сте вие добри во учењето, ќе ме мотивирате и мене. Ако не, јас само ќе ги предам предавањата и нема се навраќам и нема додам подлабоко во нешто што можеби сум го заборавил. Или сум заборавил да го кажам или сум изумил да го пренесам. И на крајот на криштата не може се да знае секој. Така да за ваше добро, но и за мое добро, ве молам, учете, на тој начин ме мотивирате и мене. Јас се надевам дека јас ќе ви измотивирам вас. Јас со ова сега би завршил. Во воведен дел, најверојатно станавме и повеќе од планираното. Да, пробивме саат и 20 минути. Знаете, има една поговорка, не поговорка, туку изрека, да. Кога ќе му ставите на некој што е професионалец, што професионално работи како наставник, да зборува, не може да му го земете микрофонот назад. Но уште еднаш, имате ли некој прашање? Океј. Јас ќе пробам сите работи кои што ќе пробам да водам еден дневник и на него ќе ви праќам линк за се. Најверојатно и за предавањата, да. Овој линк, каде ни е? Овој линк ќе ви го пратам на Facebook. Користете Facebook, кажете им на колегите кои што студираат и се прва година и немаат Facebook, на некој начин нека проба да се конектираат, можеби они немаат, ама некој друг да ги известува или вие, некој од вас да ги известува. На Facebookот ни е огласна табла. Немаме друг начин, преку веб страна е малце комплицирано, затоа што треба администратор система. На Facebook е некоја наша приватна веб страна, приватна не е наша, туку ние си ја користиме како група, вие сте основале, ние сме поканети како професори да бидеме во група и за да ги споделуваме информациите сите таму. И затоа велам дека е како огласна табла. Тоа што јас можам да го споделам сега кога ќе завршиме овој линк, можам да го споделам, да, можам да го ќе причекам всушност да се направи на конверт, да се направи на видеото што е снимено, па ќе го прикачам како линк видеото тука, значи тука ќе го прикачам видеото како линк и ќе можете преку еден линк да ги добиете овие сите линкови. Ви оставам книгата од антропомоторика ви оставам. Ќе видиме дали оди. Да. Супер. Ви оставам книгата од антропомоторика. Ви оставам помошна литература книги. Ова е цел еден драйв фолдер кој што можете да го искористите. И во него има што? Па, еве се нашол некој голем семен советник за здрава храна. Може да ќе користи, може би не. Ова се книги од Human Kinetics, тие што ви ги покажав дел што ги имам. Мал дел се онлайн. Марко Секуловски, супер колега, моментално работи во Кина како професор по физичко. Ова се дел од него книги. За кондицијска подготовка може да се најде нешто. Дури има и во фудбал, Драган Начевски може би ќе го интересира нешто. Во овој дел од минатава година онлайн настава и тоа ќе ви го споделам. А не, ова е преглед некој. Океј, може го видите, може не. И предавањето од минатата година и тоа е тоа. Не би должел. Прашање? Да. Слушам. Ова што е практичниот дел важи за вонредните студенти што се насока спорт? Точно, запишав на Facebook ако следите и добро што ме прашавте. Јас не правам разлика помеѓу вонреден и редовен студент. Не правам разлика во однос на предавањата, побарувањата и да, за испит побарувањата. Ве мотивирам вонредните студенти, особено на овој начин кога е наставата, нели вие сте најверојатно на работа,
но искористете ги снимениот материјал, искористете ги, ако не може да се вклучите на настава, искористете го снимениот материјал за да може да бидете во текст со предавањето. Вие по правило би требало да имате вонредните студенти, би требало да имате еден ден семинар, неколку часа. Со неколку часа предавање не може да замените 40 до 50 часа предавање. Така да топло мотивирам, искористете го овој момент, искористете мене и начинов на презентација на предметната програма од антропомоторика, за да можете да има ефект, не да го положите испитот. Положувањето на испит не е лесна работа, ама е нешто што ќе дојде како финале. Поентата е да научиме нешто. Тоа е целта на оваа настава. Значи тоа е целта на предавањава и целта на студирањето. Со полно право можам да ви кажам дека антропомоторика, можеби ќе слушнете и од други колеги дека е нивниот предмет најбитен. Ја не кажам дека антропомоторика е најбитен предмет, но има најосновни информации за трансформација на, како што кажав, моторички способности. Што да очекувате, кога да ја тренирате брзината? Значи, дали на 22 години да му давате на фудбалерот тренинзи за брзина, за да му подобрите брзина? Нема логика, нема шанса да го изместите. Дали да вежбате максимална сила или да работите хипертрофија со млади категории на фудбалери, спортисти, било што, не мора да се, нели, во планинари, алпинисти нека бидат. Дали има логика тоа да го правите? Значи, дали треба да работите максимална сила со 10 годишни, 13 годишни, 15, или е подобро прво да правите хипертрофија или muscle building, па после да сработите, му даете функција на мускул. Дали кога работите издржливост, тренинг за издржливост, подобро е да работите континуиран метод и како да контролирате интензитет, нешто слично што праша колегата, ама ке вежба, не ке тест. Или да работите интервален метод на тренинг. И кога работите интервален метод на тренинг, како да го контролирам, зошто интервален, зошто да имам пик на интензитет висок и колку да е висок? До максимум не, треба да е над анаеробен праг, пример. Што е анаеробен праг? Гледате колку прашања излегуваат. И са сите, или што да очекувам кога ќе учам некого да скија. Вие не знам кога ќе ја поминете наставата по скијање, се надевам дека ќе се среди оваа година очигледно не. Но наредната зима па ќе поминете. Што да очекувам кога носам дечиња или возрастни луѓе или клиенти? Ја имам уште клиенти и работам како ски учител. Тоа ви го спомнав, интернационална професионална лиценца за ски учител. Како да постапам и што да очекувам од тој што прва застанува на ски и кои фази му треба да ги помине додека се автоматизира движењето и да те научи да скија, одиме на следно. Не може да одиме на следно. Треба километри да поминат скијање па да отидеме на следниот чекор или следната обука. Значи со се тоа што се занимава антропомоторика, вие ќе го користите во сите други предмети. Може би овие медицински што се имаат исто така суплементи кои што се специфични за себе, но во физичкото образование, култура, како да ја кажеме, и спортот, оваа трансформација на моторички способности, во кои сензитивни фази се случува тоа, што да очекувате од движењата, како се структурираат движењата, за моја среќа се вметнати во овој предмет антропомоторика. И понатаму ќе користите се во другите предмети. Филип, окей? Професор, извинете, покасно се вклучи. А дали предавањата секогаш ќе бидат вторник од 6 сат? Да, тоа го кажав, ако не е проблем, предавањата би останале вторник во 6 час. Искрено јас предплане не ми одговара од X причини. Понеделник, среда и петок и јас слушам некоја настава, па не можам да бидам вклучен. Евентуално четврток може да го смениме доколку сакате. Ќе инсистирате. Но ќе има вака снимки кај што може да ги слушуваме. Да, ова сега се снима, јас го конвертирам и го ставам на YouTube и кога ќе биде готово ќе го ставам во овој, значи овде линк од предавање. Поведно и ќе го добиете овој горниот линк, така да вие ќе може да си отворите. Може би ќе ви бара, ќе пробате да отворите, па ќе ми јавите ако има некаков проблем. Зошто ви праќам вака? Затоа што овој линк за училницата е постојано ист, не се менува.
ако може да приметите, на Zoom, доколку имавте до сега предавања, по колку време траја предавањата? Се прекинува или не? Се прекинува. Да, приметувате, не се прекинува, затоа што, ете, јас само иницијативно од свој джеб си ги плаќам Zoom предавањата. Чисто како мотивација дека мене ми е кејф да ги изведам предавањата, не дека другите не ги прават како што треба, туку е мој мотив да не го прекинувам предавањето. Што значи линков е постојано ист и овие сите други генерали за линкот се исти, затоа ќе во прво време најверојатно ќе ви го праќам овој документ за да можете да се снаоѓате каде, да не оптеретувам Facebook со сите други информации или едноставно букмарк направете му на линкот, на овој линк и ќе ги имате, ова ќе биде дневник и ќе имате се што е работено за тој час и евентуално можеби и списоците ќе ги закачувам тука чисто да се видите кој присуствувал или не. Би било добро да присуствувате, ако се вклучувате само колку да се запишете, не се вклучувајте. Не, професоре, дека вонреден студент сум, работа ми се до покасно пазар. Јасно, не кажав кон вас конкретно, туку кон сите. Значи не ми значи да се убаво е да имам, ја водам евиденција спрема мојата служба дека се извршени предавања и затоа замолувам да се потпишете, јас ќе ги преведам во Excelнив. А инаку не очекувам, немате поени од предавање. Тоа е тоа затоа што ставате онлайн, но ќе имате поени на крајот испит. Некој друго прашање? Сега треба некаде да... Да, во чат на Zoom може да се потпишете тие што не се потпишаа. И број на индекс. Име и презиме на кирилица, ве молам, и број на индекс. Да не ги преформатирувам. Ајде уште еднаш ќе прашам, има ли некој друго прашање? Мене не ми е проблем да одговарам, само не би сакал да ве држам. Добро. Прв пат, втор пат, трет пат, продадено. Нема прашање. Ви благодарам за внимание. Чекај да ве видам сите. Ќе ви дадам шанса да си кажете по нешто. Например, кој што тренира, многу интересно слушнеме, да се запознаеме ако не сте се запознале. Кој со што се занимава, каква пасија има. Професоре, како да направам згиб? Не можам ни еден згиб да направам, тоа ќе да е проблем кај колешките. Не можам ни еден згиб, ова згиб не се прави. Имав проба за демонстрација, за демонстрирање во сала, се собраа 5 колешки и рекол, ова не може да се подобри никогаш. А сите беа врвни спортисти, која во ракомет, која во кошарка. И са како да му објасните на некој што се работи со трансформација на моторички способности, дека згиб не може да се подобри. Дека на погрешна врата чукате. Така да е супер да комуницираме. Океј. Поздрав. Пријатно. Пријатно. Пријатно, се најдобро, професоре. Пријатно, бро. Пријатно. Пријатно. Поздрав.